Така што единствената заложба која што се правеше во текот на пишувањето на Законот за јавно обвинителство, а особено во текот на преговорите со пратеничките групи во Собранието за обезбедување на консензус, беше законот да не содржи амнестија за никого. Ова не е закон за амнестија, ова е закон за создавање на ефикасни механизми за борење против криминалот и корупцијата, неселективно, без оглед од кого потекнува. Жал ми е што вие не се приклучивте во таа борба. Жал ми е што вашите барања беа постојано прекин на постапките од специјалното јавно обвинителство и жал ми е што цела година изгубивме чекајќи од вас согласност, но цело време бевме соочени со обструкција од ВМРО-ДПМН во процесот на носење на законот. И сега, кога сме пред финалето на носење на овој закон, соочени со текстот кој што обезбедува продолжување на сите постапки, гледаме дека всушност паниката во вашите редови е многу поголема. Од тие причини очекувам сите пратеници да го поддржат законот кој што е предложен, значи законот за јавно обвинителство, а во пакет со него и законот за измени и дополнување на законот за совет на јавни обвинители, со оглед на тоа што овој закон представува продолжување на она што е зацртано во законот за јавно обвинителство. Значи, она што го имаме регулирано во двотретинскиот закон, во овој закон кој што не се носи со двотретинско мнозинство, се прецизираат постапките. Кои се измените во однос на досегашниот закон за совет на јавни обвинители? Се пооструваат критериумите за тоа кој може да биде член на советот на јавни обвинители. Понатаму, се утврдува процедурата за избор на членови на советот на јавни обвинители од самите јавни обвинители, но и од собранието. И тука се дадени посебни процедури со цел да се оневозможат било какви злоупотреби во процесот на гласање. Ова се одредби кои што ги правивме пандан на одредбите во законот за судскиот совет, така што тие два закони во тој дел се комплементарни.